Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во емисијата Мој термин. Уште на самиот почеток, иако искрено сметам дека на борбата за социјална, политичка и економска рамноправност не треба да не потсетува само еден ден, би сакал на сите жени да им го честитам Интернационалниот ден на жената. А сега за денешната тема. Македонија е без влада и без собрание, а наскоро ќе нема ниту локална власт. За 2 недели истекува мандатот на градоначалниците, избрани на последните избори. Темата денеска е во соработка со Само прашај МК, а се однесува на тоа кои податоци граѓаните сакаат да бидат јавни и дали општините се доволно транспарентни со трошењето на јавните пари. Во овој прв дел од емисијата ќе разговараме со вас гледачите, а потоа во вториот дел ќе имаме и гостин во емисијата, кој е градоначалник на еден од најголемите градови во државава. Тука ќе го погледнеме видеото направено од Само прашај, во кој разговараме со Неда Малевска од Центарот за управување со промени. Веќе не е доволно локалните самоуправи да ги имаат оние стари облици на комуникација со граѓаните, односно да граѓаните одат на нивните шалтери и ги бараат податоците. Туку е исклучително важно сега во овие моменти да проактивно самите локални самоуправи ги објавуваат податоците преку нивните веб страници, така што податоците се достапни во секој момент за употреба и повторна реупотреба од страна на граѓаните во разни цели и интереси. Околу 88% од општините воопшто не ги објавуваат финансиските извештаи. И сега прашањето кога зборуваме за транспарентност и отчетност е прашање на тоа како се трошат парите на граѓаните. И ако видите во делот на истражувањето кој е примерен интерес на граѓаните, ќе забележите дека на прво место ги ставаат финансиите, односно на кој начин се трошат парите и во кои приоритетни области инвестира општината. Образованието е втората најприоритетна област за граѓаните. Они би сакале да знаат кои се училиштата и градинките кои што постојат на нивната територија, какви програми тие нудат, каков е успехот во училиштата. Именно тоа за граѓаните е многу важен податок за да може да ги запишат своите деца понатаму, да направат избор, поинформиран избор за тоа каде децата би се школувале. Би сакале да знемаат податоци во делот на животната средина. Во делот на животната средина особено ги интересира загаденоста на воздухот. Во делот на услугите имаат потреба да се информираат за тоа како да извадат дозволи. Нема, меѓутоа, она што недостасува на веб страниците на општините во најголема мера се упатства и формулари, образци како полесно да стасаат до тие услуги. Овој концепт нема за цел само да ја подобри транспарентноста, туку да придонесе кон подобрување на економскиот развој за општина на општината. Значи, ако вие имате како граѓани или како бизнис заедница податоци информации за тоа што се произведува, кој, да речеме, каква е работната сила во таа општина или во тој регион. Понатаму, кој е примерен интерес, каде општината најмногу инвестира, кои гранки, земјоделски, например, ги развива. Вие, како бизнис заедница, исто така можете да инвестирате во тие области и на тој начин да се подобри и економскиот потенцијал на општината. Тоа беше видеото од Само прашај, во кое Неда Малевска од Центарот за управување со промени говори за тоа кои податоци граѓаните сакаат да бидат јавни и зошто општините да ги објавуваат. Темата денеска е дали општините се доволно транспарентни со трошењето на јавните пари. Тука може да вклучиме и гледачи, дали имаме прв гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер, Јован, да ве поздравам сите во екипата на телевизија 24 и сите редовни гледачи. Дали се транспарентни општините? Мислам дека ниедна општина во Република Македонија нема некоја транспарентност и податоци никогаш не се објавуваат навремено, туку податоците се даваат делумно или откако ќе се склучи некоја сделка, некои работи веќе ќе бидат почнати, отпосле од медиумите или од самите граѓани ја дознаваат информацијата. Тука не земам во предвид само
во општините, туку на ниво на цела Македонија информациите не одат како што треба исправно, мислам во прва смисла. Се дознаваат од трачеви, рекла казала, мислам дека некои медиуми, провладини медиуми, сега ќе се ставам во улога како се доаѓа до информацијата. Некои провладени медиуми даваат неточни информации и го заблудуваат овој македонски народ со неточни информации и потоа народот не знаејќи се втурнува во непотребни работи. Ќе земам политичкава ситуација со пропагирање на неточни информации, бидејќи се пропагира, сега не знам дали ќе излезам од темата, но сакам да кажам, се пропагира дека ќе се менува знамето, химната, кога се знае дека немаат 81 глас и не можат да го менуваат уставот, затоа треба да се смени уставот со 81 глас, а некои медиуми упорно го тврдат спротивното и велат дека Македонија ќе изгуби химната, знамето, ќе се смени уставот, што значи дека не е транспарентно и не ја кажуваат правата вистина на граѓанинот. Мислам дека треба медиумите, општините, па сите поточно да информираат и ако треба и да дадат некоја информација пред време, за да го упатат народот на правото место и ние да знаеме граѓаните што се случува во ова македонско општество, а не да живееме во заблуда. Добро. Значи, ова све што се прави во последниот период од после изборите е заблуда, а највиновни ќе ги кажам пак некои новинари од провладини медиуми кои шират невистини и го лажат овој македонски народ. Благодарам што ме слушавте. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме следен гледач да слушнеме нивното мислење за денешната тема? Дали општините се доволно транспарентни со трошењето на јавните пари? Добро вечер. Добро вечер. Велете во емисијата. Добро вечер. Се слушаме, повелете. Поздрав до емисијата и до вас. Ви благодарам, поздрав и до вас. Нити општините, нити владата се транспарентни во податоците за трошењето на средствата, буџетските средства кои што се стопираат од населението. Прво ви почнам од владата. Ниеден тендер владата до сега што го има распишано не е транспарентен. Не кажа до сега колку пари потрошија за привлекување на странските инвеститори и колку пари потрошија со шоуата што ги правеа по светот и колку пари потрошија за така наречените економски промотори. Потрошија, по моје мислење, 10 пати повеќе пари од тоа што успеа да привлечат. Добро. Општините се нетранспарентни во сите погледи. Колку пари трошат за образование, тоа никој не знае. Колку пари трошат за градинките под нивна надлежност, никој не знае. Колку пари трошат за затоплување на училиштата и градинките, тоа никој не го знае. Колку Дали сметате дека треба да има отворени податоци од општините? Не ве разбрав, повторете ако сакате. Дали сметате дека треба општините да ги отворат своите податоци за граѓаните? Нормално дека треба да ги отворат, да ги знаат граѓаните, за тоа што тие граѓани живеат во таа општина и сакаат да имаат подобар живот. Добро. А не они донесуваат тупови, не знам, тендери, а никој не знае тие тендери кај завршуваат, кој им ги дава и зошто им ги дава. Од прилика народот знае зошто се даваат. Се даваат за мито, пошто сите извештаи од Европската Унија и од сите надлежни фактори кажуваат дека во Македонија корупцијата е на највисоко ниво. Сите овие тендери кои се објавени до сега, ни еден граѓанин, јас не верувам дека во некоја општина знае колку тендери се објавени, на кои се дадени и зашто му се дадени. Дали ги исполнува условите или не го исполнува. Добро. На тендер може да се јави и човек поединец, па они да го направат конзорциум, па да го добие тендерот.
Добро. Значи, моje мислење е дека одозгора до доле нема никаква транспарентност и тоа треба новата влада што ќе се формира и се надевам дека што поскоро ќе се формира, треба да ги преземе тие работи и да каже и до сега кај се парите потрошени и тендерите што накнадно ќе се распишуваат да бидат јавни, да знаат граѓаните за тоа и тоа се потрошени тие пари, за тоа и тоа се потрошени тие пари. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер. Јордан Златанов се јавува, дипломиран економист, моментално пензионер. И јас прво со цело срце жалам, бидејќи ние македонците, за жал, толку веќе ги крсте поединци, глодачи на коска за една парча да се направат и дозволуваат се да се краде. А тоа крадење го кажувам бидејќи имам и доста познати и драги пријатели кои што ги стават да работат на тие тендери, а не сакат. Бидејќи знаете, на тие тендери само има притисок, а не се работи како што е по законот, автоматски, а мораш да послушаш за да го останеш на работа. Така? Сето, значи, она ситуација што ја гледаме и во државата, од сите аспекти, ако имало меѓусебно почитување на човекот, човек, без обзир дали сме сите македонци, иначе јас сум чист македонец и окоравен. И се ова што се случува, јас сум против сите тие глупости, само што сакат ова, знаете, нели, тиранска, миранска, тие договори, јас сум против тоа, бидејќи јас имам пријатели и најдобри пријатели од сите националности, како од војска, така и ден-денеска, и се уште си живеам со сите луѓе, од и народот е злато, а оје малку да не си излезам, оние домакините ги викам јас што крадат, они се наоѓаат слуги кои што се неспособни, нестручни и они им бацуваат рака, им дозволуваат да крадат, да пуштат налози фиктивни и сите тие чуда, иако гледат дека не смеат, меѓутоа тоа е исто врзано како и со тендериве. Значи, мора и ви кажав дека луѓето не сакаат да работат така работа. Меѓутоа мора да живее, што ми викале и колеги мои, јас иначе работе, последното работно место ми беше во УЕП, и оттамо ме шутна, бидејќи нема влепливи прсти, не примам мито и требаше да видам директор на игрите на среќа, па ме шутна, па дори и во тие правилниците, со мали букви, демека, веќе ќорате ова, вите, не може ни да го прочитат тоа. Значи си стават луѓе, значи, кои се, значи, подобни, за да може да се спроведуваат своите планови за тоа мито, јас се викам, или крадење, или како да го крстеме. И затоа, јавноста, значи, секој треба да биде нормална и она човечка, ама да сме во Бугарија, да сме во Словенија, тамо кај што се почитуваат, еве гледаме во Румунија сега како луѓето одма се борат, а ние ќути. Тука ќе ви се заблагодарам, ќе оставиме простори за следен гледач. Дали имаме следен гледач на линија? Да. Добро вечер. Се слушаме во емисија сте. Да. Вака, нешто врска со темава би дискутирал. Во врска со транспарентност, нели? Да. Транспарентност. И па вака, значи јас морам да не спомнам да кога станува збор за транспарентност, значи па за пари нарочито, кога се пари во прашање. Добро. Значи транспарентност не постои ич. Значи откаде го темелам, откаде го вадам на мој заклучок. Добро. Значи на цела политичка наша, хајде да речем самостојување кој сме од 91 навака, значи да го поврзам со последните настани, значи нашите политички субјекти значи се апсолутно нетранспарентни кога станува за еден прост договор за да се состави влада, без разлика од претходната партија која правила договор, оваа сега што покушава, значи за договор кој не сакаат нас да ни го кажат што е договорено.
А па пари кога станува во прашање, да се очекуваме транспарентност на овие гарнитури, зборам комплет, значи од почеток до денеска, додека не дојдат млади луѓе, млади, школовани, учени, со визии, не можеме да очекуваме ништо подобрување од било која аспект. Па нема се од транспарентно. Значи, јас не можам да сватам денеска да се преговара за влада, да немаш транспарентност, а да јас очекувам утре дека некако ќе има тендери, пари кај што се во прашање големи, дека некако па таму ќе ми дадат почет за транспарентност. Ме разбирате? Добро. Значи, нема шанса за транспарентност. Транспарентност е само, по мене, најголемите субјекти партии во моментот што е водат, сите да си дадат оставки на позициите, сите моментално, и да дојдат некои млади луѓе кои стварно имаат и желба за работа, и визија, и елан, и све, и сакаат да бидат транспарентни. Инаку со овие вака елити кои се не бих сакал да навлегувам за кои има постапки. Значи за вас само тоа е решение, нови млади луѓе. Нови, веруе ми, знае за тоа. Ова го велувам, веруе ми, во нада да стварно, јас сум ја фатил Југославија, јас сум возрастен 50 години веќе, значи дел од Југославија, нашава самостојна држава, значи се покажа дека само се спинува, дали од едната страна, дали од другата страна, транспарентноста е апсолутно нешто што е последно. Значи, зборам за политички аспект, не правиме муабет за пари, нели? Што збориме за тендери овде, така, кога се прашање. А сами знаеме, кога се парите во прашање, значи, луѓето, веројатно, не ги интересира ништо, нели? А луксузен живот да се купи станови, да се купи куќи, вили, коли, еве што гледаме. Знаете, да јас во моментот дојде политичар на власт било кој и да има 5 коли луксузни, а тоа е неразбирливо, че па јас паметам кога председателот на Шведска се возеше во градски автобус, Улов Палме, може, не знам вие дали го памтите што го тепа. Сум читал. Председател, вие се читали, јас памтам кога го тепа. Значи тој не користеше службено возило. Тоа е транспарентност. Добро, ви благодарам за јавувањето. Ќе оставиме тука и за следните гледачи. Дали имаме следен гледач на линија? Ало, добро вечер. Сеам од Кичево, Десан Челиков. Ајде, повелете. Го познам прво през емисијата ваша, пријателот мој Огнјаневски, Николше Петревски и другите натамо. Благодариме. Слушав дека се началниците, што биле порано, Кичево, Гостива, Скопје. Сите биле арами до еден. Само еден градоначалник, што е во Кичево, што имаме. Фатмир Дехари, број 1. Пред 4 години влезе и напра асфалтирани патишта сите и на албанците македонците. Од Аранџел, Јагодолинци, кај нас во село Црветник, километар и пол и порано. Само еден градоначалник што е поштен и за албанците македонците, Фатмир Дехари. Добро. А друг ниеден. Други сите биле плячкаши, една по име и фудбалски колеги ми се. И за него да му е халал. Нема тука ништо државава, само за народот е Фатмир Дехари, не за друг. Добро, тука ќе ви заблагодарам за јавувањето, бидејќи претходните гледачи споменаа за тоа како за трошоците на општината и за трошењето на јавните пари. Предлагам да го видиме видеото изработено од само Прашево, кое што Неда Малевска од Центарот за управување со промени одговара како граѓаните да ги добијат трошоците на општината. Иако општинскиот буџет е јавен документ, вклучително и нивните програми и завршни извештаи, оно што го барате вие во овој момент не можете да го добиете гледајќи го единствено буџетот на општината и нејзиниот финансиски извештај или пак завршната сметка.
Значи, главниот проблем во објавувањето на податоците и информациите на општинската администрација тоа е што буџетот не ги следи програмите, така што многу е тешко да се информирате за целите и намените за кои што се потрошени буџетските средства. Единствен начин во овој момент како можете да ги прибавите податоците и информациите кои што вас ве интересираат е да се повикате на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер и да се обратите до општинската администрација. Таа е обврзана да ви ги даде податоците и информациите и во најголем број на ситуации општинската администрација одговара на ваквите барања, така што искуството во тој сегмент е позитивно. За жал тоа не е доволно денес во ера на информатиско-комуникацијска технологија и Центарот за управување со промени како организација иницираше пред известно време дебата од потребата за воведување на стандарди за отвореност и транспарентност на јавните податоци од страна на институциите и особено од страна на општинската администрација. Именно општината, па и сите други јавни институции собираат огромен број на податоци и информации. Овие податоци и информации, бидејќи општините се финансирани и државните институции од граѓаните, овие податоци и информации, се оние кои што се класифицирани или лични податоци, треба да им бидат ставени на граѓаните на располагање. Ваквата иницијатива за отвореност и отворени податоци има уште едно поголемо значајно прашање, тоа е начинот на кој што се објавувани податоците. Значи, не е доволно, како што и самите сте забележали. Да, тоа беше видеото. Доколку тие финансиски извештаи. Тоа беше видеото од само прашање во кое Неда Малеска одговара како граѓаните да ги добијат трошоците на општината. Тука продолжуваме, дали имаме следен гледач на линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете, во емисија сте. Здраво, Иван. Здраво. Андреја Кимовска на телефонот. Здраво, Андреја. Вака, за општините. Значи, јас познавам општини од Тетово и Титовско, кои ништо немаат вложено во нивните општини, каде што треба да ги трошат парите од граѓаните, што ги нормално даваат граѓаните. Еве пример ќе земам прво за општината Тетово. Општината Тетово пред неколку години беше целата со дупки. Значи, слободно може некој со возило да загине, да удри дупка и да погине. Значи, толку беа дупките раскопани што не можеш да избегнеш. Од дупка во дупка, значи може слободно да предизвика смрт. Никој ништо не реагирал. Неколку пати јас се во полиција, реагирав да додат да стават некој знак, бидејќи стварно опасни се за усообраќајот. Они викаат не се тоа наш и надлежност, тоа е оддел од општина. Значи никој не преземаше за прв. Кога беше поплавата, имаше калови, пеплови, тамо чуда, најлони. Тоа беше хаос. Никој не чистеше градот. Тоа беше кома. Друго, ќе земам пример за општина Јагуновце. Општината Јагуновце никогаш ја не памтим, градоначалникот од 4-5 мандати, не памтим да направиле дупките по улиците, да направат некоја улица, нешто да направат во општината, по селата. Нема ништо со прв, никаква шајка закопано. Значи, не знам кај одат тие пари. Напикани се сите во општината ВМРО-ци да работат, фамилиарни тамо и си пикаат, си тресат плати, си држат мандати по 5 пати поред. И друго, што едно интересантна работа, што тие што возат комбиња мораше да ги сами крпат дупките и ставаја бекатонки. Истите беа казнети од милиција, бидејќи тоа било забрането бекатонки. Значи, овие самите се организираат да направат нешто за своите возила, да не ги кршат. А овој од општинава не мрда со прст. Кај одат тие пари, мене не ми јасно. Една бушотина вода ја правеше Норвешка донација за сите села вода да има. И овие не ја направија како што треба. Дали ги ведоа парите, што направија, не знам. Значи, дојде министерот, не министерот, него премиерот, мислам, дека дојде да ја пушта таа бушотина, да исече лентата со ножичките, тој берберот, Груевски. Ја го викав бербер, пошто многу ножичките тогаш ги носеше, и лопатата го викав работник во бетон. Шофер гураше количка со малтер и лопатата и пикаше под темели. Само правеа такви циркузи. Значи, вода нема општината Јагуновце за пиење. Катастрофа. Никој не отишол да провери каква вода се пие по тие села. Тоа е хаос. Може да се отруе народот, да добијат колери, 300, не знам какви не болести.
Тие пари кај одат од општината? Кој ги јаде? Кој ги троши? Немам коментар. Само еден Господ знае. Ако се смени власта, ако се сменат градоначалниците, ќе се дозне вистината на Веделина. Поздрав до сите, пријатно, и општините се хаотични, поготово Скопје, секој еднометро се наплача паркинг. Што прават со тие пари? Народот нема пари леп да јаде, ќе му плача паркинг на секој 3 паркирања, една дневница треба да ти отиде од работа. Добра, тука ќе ви се заблагодарам. Поздрав. Поздрав и до вас. Дали имаме следен гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер, убав вечер. Убава нека. Честит празник на сите дами и сите жени во Македонија и пошироко. Пред еден претходник гледа се јави од Кичево. Ја можам да потврдам дека тоа е точно за новиот градоначалник во Кичево. Без доколе што сум јас од македонска националност, меѓутоа треба да кажем вистината. Тој градоначалник има можда нешто негативна историја, тоа е се него. Ако бил нешто видно пред тој градоначалник, треба да говори пред закон. Меѓутоа, за време како тој што е градоначалник во Кичево, вистина претходните градоначалници од ДПМН остаа хаос во Кичево. Улиците ископани, све несредено, дупки до дупка. Све беше лом. Во една наслоба, која беше понапред општина во Кичево, исто да помене градоначалници, неколку пати, во таа наслоба се сите имаме платено ние, што имаме станови кои си во таа наслоба, имаме платено за комунали, значи треба да има канализација, струјата и работи и така се имаме, меѓутоа канализација немаме. Норвешка или Транска држава финансираше и даваше за таа наслоба да се направи канализацијата во таа наслоба кога беше општина. Се работи за општината друго. Сега е поврзано со Кичево. Меѓутоа, нажалост, во таа наслоба денеска не можете да поминете од флекали, од клозети што истечкуваат води надвор. И прети голема зараза поблиски тука во комшите кај што дечиња мали имат, не можат да поминат преку улица од фекарите што излегат од канализацијата. Меѓутоа, јас се собрато кај го началникот, сега што е, 2 пати човекот ми кажа, искрено бидам, 2 пати ми кажа дека за во таа наслоба 2 пати е завршена канализацијата платена, 2 пати завршена, 2 пати наплатено, меѓутоа не е завршено. На тако наши таквите, градоначалник се замолиме, од многу ме замолија комшите тука да апелирам до градоначалникот до вас, ако може да не бидеме во 21 век, ова наслоба, со фекали по улице течат, да дојде инспекција санитарна, да прегледа дали може луѓето да живеат тука, дали може да чинете да им излезат надвор да се играат. Какви се тие мици, каква заразна болест да убиеме во овој 21 век. А парите се земени неколку пати, 2 пати се земени и 2 пати прикажено само завршено тачно дека комуницата во наслобата друго е завршено, нажалост што не е. Нека идните власти, нека тие извршат без оглед што овој на градоначалник во Кичево успех. На сите и тие и успех и успех што имат и неуспех што имат сите, оние што биле добри да бидат наградени и да продолжат, меѓутоа да ни помогнат, и ако биле наплатени од 2 пати во наслобата друго, да може да направат да живееме и ние овде во комшите, нали тие што имаме малички деца, и не само други, тие, и сите кои минуваат минувачите, да не добиеме заразна болест. И оние кои што не биле транспарентни, и кои што правиле криминал, и тендери кои што си давале на своји блиски, партиски, или така на сите да се одговарат, да се најдат тие пари, 2 пати кај што канализацијата друго платена во наслобата, кај си зошто се потрошени кога канализацијата не е завршена. Само ископани неколку метри и затрпаните. Неколку куќи се приклучени на канализација која е затворена на неколку метри. И сето тоа пукат, па не се стои ветер од како да ви кажам, кај некој жабарник или некој пустина кој ќе глуѓе. Добро. Тука ќе ви заблагодарам за јавувањето. Ќе оставиме простори за следните гледачи. Дали имаме следен гледач на линија да го слушаме нивниот став за денешната тема? Добро вечер. Добро вечер. Транспарентно трошење на општиневе. Општиневе се пералница за пари. Ако да се министерствата пералница за пари со начело со владата. Сега, градоначалникот треба да шета по улици и да излага по терен, по луѓето да прашува што сакаат, како сакаат, а од друга страна, советниците, секоја сабајде треба да добиват извод колку има прилив пари и кога ќе треба одлив негде да се плаќа, односно тендерчиња, преку советниците треба да врват со знање нивно, транспарентно да се разгледаат тие понуди
за излепите што се за инвеститорите што градат, што прават. Од и градоначалникот игра улога сега во моментов, затоа викам пералница на пари. Он сега само контактира со тие изведувачите, колку проценти за него, колку проценти за партијата, и тоа е основната работа. Тоа е основна. Тоа треба се исечи в корен. Денар влезе општина, денар излезе од општина, треба да се знае и треба строга контрола. Тоа е за мене општина, а не пералници на пари. Тие се пералници на пари. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали општините се доволно транспарентни со трошењето на јавните пари? Тоа е денешнава тема. Дали имаме следен гледач на линија да го слушнеме нивниот став за оваа тема? Добро вечер. Ало, добро вечер, поново од Кичево. Ајде, повелете. Поздрав Николче Петески до вас. Поздрав и до вас. Јован, благодарам. Ви благодарам. И поздравувам кичевчаните, и албанецот, и македонецот, мои пријатели, честно, коректни, значи, кои кажат целата јавност. Јас сум човек, не се страмам никогаш да окажам моето лице, мојата совест. Сум член на Социјалдемократскиот сојуз. Имавме градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз, за жал, не направи ништо. Значи, беше казнен поново од нас граѓаните. Од кога? Добивме на 2-3 пати градоначалници од ВМРО ДПМН, не ги исплячка и парите. Значи, од градот не направија ништо. Со исклучок на мали ситници. И сега некои многу прашуваат кој ми е градоначалник. Албанец е, да, се гордеам со господинот Дехари, кој покажа како градоначалниците треба да работат. Во Кичево најма се 5 кружни токови, улиците проширени, селата, докај што живеат македонци, албанци, турци, роми, секаде се труди човекот да работи и честно, коректно и пред сите граѓани да си кажува каде се трошат парите. Нас ни треба такви градоначалници кои се честни, кои се коректни и кои живеат за градот и за сите граѓани кои живеат во истиот град. Значи го почитувам и го поздравувам уште еднаш. И сепак сметам дека уште многу кичевчани ќе се јават и ќе кажат дека најголем успех без разлика човекот што е албанец до ден денес сме имале македонци, али тој направил се и се што. Поздрав и се најубаво. Добро, ви благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме следен гледач на линија? Добро вечер. Да. Добро вечер. Повелете во емисија, сте се слушаме. Па јас сакам да зборувам за општина Маврово Росуша. Има вработени превише, а ако сакаш да завршиш некоја работа, треба 10 пати да отидеш. Пари собираат во буџетот нивни и се трошат за плати, додека за општината не се прави ништо. Струја сака да развива туризам, конкретно зборам за Мавро Јанови. Мавро Јанови 8 години е во темница. Тоа не се десило уназад, не знам колку години наназад, зборам за викенд на Србите, биле осветлени. Сега да ти е страв да отидеш таму. Плаќаме улично, немаме улично со месеци. Плаќаме вода, паучално плаќаме, пошто водомери не дозволуваат. Сега последно што се деси, ни испорача во сметката за комунали и 600 динара за чистење на снег. Не знам дали во некоја општина такво нешто е ставено во сметката за наплата и дали сите луѓе се пунат околу тоа. Мислам дека тоа спаѓа под надлежност на чистење на смет, а не за тоа што ќе се исчисти, си донел советот на општината, си донел одлука дека на барање на граѓаните се чистело снег и ставим на сајтот нивни, се барале мештаните и граѓаните да се исчисти снегот и поради тоа они по 600 динара јануар, февруари, март, не знам дали ќе биде и понатака, меѓутоа за секој месец по 600 динара за чистење на снег. Не знам кој е надлежен да го види тоа, дали е исправно и дали може советот и општината такво нешто да предлага. Благодарам толку. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Имаме, како не. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Јован. Честитки на сите жени, среќен празник. Јас само кратко ќе видам 2-3 збора. Ајде. Го посетив моето родно Крушево. Китно градче. Не дај Боже, некој да појди да постави цвеќе на споменикот на Никола Карп. Плочи испревртени, канделабри скинати, цијалици света, не света. Абе, катанга, лошо.
Внуците, знаеш што ми рекоа, дедо, немој да одиме навака, струја ќе не фати. Спротивно на тоа, како бе градоначалникот со едно макаре и со едно конче купуваат и станови во Скопје и спремат стану едно друго. Каде бе, брат, тоа? Тоа е едно. Второ, посетив Кочани. Во Кочани, знаете што ми рече еден нивни таму од собранието? Оваа хациенда ја имам направено јас без динар македонски пари. Ја имам направено од пари кои што се прилив од странство доаѓаат овде. И сега треба да одговараме дали општините се доволно транспарентни на трошење на јавните пари. Никогаш не биле. Ова е време кој како фати, кој како запати, дрпај, пикај в джеп, оти кратко е времето. Јован, ти благодарам и бидете поздравени. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас. Дали имаме следен гледач на линија? Дали имаме следен гледач на линија? Да. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во емисијата. Се јавам од Скопје. Ајде. По вака. Што за општините нема Дали што се да доволно каже. транспарентни со трошењето на јавните пари? Не, нема шанси. Нема шанси. Значи, народот што повише пари плаќаат за комунали, за све и свашта, значи, да се направи нешто, нема шанси. Зошто? Па, патишта као прво нема. Као први еден кружен ток да се направи, 6 месеци ке треба негде да се направи. А, например, јас патувам Турска, повеќе до Турска патувам. Значи, Турска ко Турска за 10 години, кај постигна ние, кај постигнавме, еве 26 години. Кај останавме овие 26 години. Значи, ние ко држава требаше денеска да бидеме, да не речам мала Швајцарија, а каде останавме? Добро. Да. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Дали општините се доволно транспарентни со трошењето на јавните пари? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во емисијата. Поздрав до емисијата. Ви благодарам, поздрав до вас. Пред неколку 2-3 недели го слушав градоначалникот на општина Петровец како изјавува кои све проекти ги завршили за неговиот мандат. Добро. Меѓу другото, во селото Горно Којнаре кажува дека направиле водовод, направиле одводна канализација и не знам што друго. Како не му е срам да лаже, да направи на вистина некој водовод, не се користи, потрошија само многу пари, ништо не чини. Направи некоја линија за одводна канализација и тоа само на една страна од селото, од улицата и го искокршија тоа асфалто што беше пред 2-3 години направен и тоа така, джабе ги потрошија парите и ништо не направен, нити водовод се користи, нити ова одводната канализација може да се одводна канализација од селото директно во реката Псиња. Како е таа одводна канализација без пречистетана станица, без ништо. Како не им е срам да лажат? А ние ги гледаме што работат. Само ги потрошија парите, отидоа горе во црквата, се посастија таму по некое песење, по некое пиво и ништо друго од тоа не, нити функционира водоводот, нити функционира одводната канализација. Ова го кажувам за градоначалникот од општина Петровец, пред неколку дена се пофали какви се проекти направил за неговото владење. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер. Па во врска со вашето прашање околу општиниве, се додека граѓаните не се вознесат и не се воспостават како носители, како единки кои ја вознесуваат и организираат таа општина и да размислуваат за нивната поставеност во општината и да се прекине она политичко, значи организирање во општините, каде што советот по политичка основа, значи се групира, градоначалникот со неговите членови и веќе
транспарентноста едноставно не е ни достапна. Бидејќи советниците во општината кои учествуваат во советот се тие носители на таа транспарентност и тие го одредуваат и планот и програмата на општината за изработка на проектите. Но во контекст на таа политизираност и граѓанската, неспешност за нивна координираност за да можат контрола да вршат преку советниците и самите граѓани во општината можат да вршат притисок и да бараат отчетност, тоа не се случува кај нас. Што воедно и во оваа ситуација, ќе се надоврзам, во контекст на актуелнава ситуација околу, ова формирањето на новата влада. Како што вели ВМРО, нови избори ќе било спас. Што ќе биде ако на новите избори имаме иста ваква ситуација, а буквално платформата што албанската етничка заедница се има произнесено, таа пак ќе остане и после тие избори. Сето она што е за дискусија на еден едноставен начин мора да се постави со разум и сенс дека ние како граѓани прво треба да се деполитизираме. Она што е заедничко за сите граѓани ни е заедничко, независно од кој етникум се и која вероисповест, и во самата наша вознесеност на организираност логика е бараме едно општество, една заедница за сите граѓани рамноправни да бидеме. Во тој контекст, и че можеби да ги регулираме сите поставености во контекст на она што е наше уставно уредување и унитарност на Република Македонија. А овие вакви поспешности кои ни се случуваат и дека на некој начин дека со нови избори, и тоа брзи избори, со додатни трошоци за нас граѓаните во Република Македонија ќе најдеме решение, е само илузија. Воедно и мора да ставиме крај на сиот овој криминал што ни се случува. И во општините. Ние, како што многу граѓани рекоа дека општините се пералници за пари, тоа е точно. Се додека не се воздесеме како граѓани да почнат да функционираат и местните заедници во општините. Бидејќи местните заедници се основните клетки на една општина, каде што преку местните заедници исто граѓаните можат контрола да вршат во општините. И дефинитивно, мене ќе ми биде драго во некоја си ваша емисија од финансиски аспект во контекст на ово уредување да бидам поканет. Многу работи можеме во реален основ да ги отвориме и да ги продискутираме. Инаку јас сум председател на Нова Надеж, Граѓанската асоциација за заштита на граѓански права на граѓаните во Република Македонија, аполитизиран и никаде за мене не се слуша и за моите членови и учесници во нашата асоциација околу политиканството. Но воедно не значи дека треба да седиме мирни и да остануваме неми во контекст на се она што е интерес заеднички на сите граѓани во Република Македонија. Добро, ви благодарам за јавувањето. Почитувани гледачи, тука ќе направиме кратка пауза за вестите во 19 часот, пошто ќе се вратиме назад во емисијата Мој термин со гостин и со нова тема. Ви благодарам. Почитувани гледачи, добро вечер. По краткиот преглед на вестите во 19 часот се враќаме со емисијата Мој термин. Во овој втор дел од емисијата повторно ќе разговараме за локалната самоуправа, односно за тоа како локалните избори се одложени, како ќе влијае истото врз по истекот на мандатот на градоначалниците. Вечерва не сум сам, со мене е гостин, градоначалник на еден од најголемите градови во државата. Добро дојдовте. Добро дошли. Македонија е без влада и без собрание. Наскоро ќе нема и локална власт. За 2 недели истекува мандатот на градоначалниците, локалните избори не се распишани. Ќе имаме ли обезглавени општини? Како ќе функционира локалната самоуправа откако ќе истече мандатот? Проблемот е многу поголем. Вие секојдневно дебатирате на таа тема. Не е само проблемот локалните самоуправи, Македонија се наоѓа во парламентарна криза. Нема председателно собрание, немаме изберана влада, имаме прекршување на уставот од председателот, тоа што не е долен мандатот. И сега круна на целата ова хистерија политичка во Македонија ќе биде проблемот со четвртата власт, тоа е проблемот околу терминот за избори на локално ниво или локални избори кои треба со избирачкиот закон кој беше адаптиран со Прашинскиот договор да биде во првата половина на месец мај. Бидејќи ова голгота политичка што ја доживува Македонија и македонските граѓани, кулминира со тоа што ние сме во една состојба каде немаме
завршена конституциона седница на парламентот, нема избран председател на собрание, бидејќи по закон изборите локални ги распишува председател на собрание, а тоа е каузално врзано со мнозинството во парламентот, со идната влада, така да тоа е еден циркулус вициозус, медицински речено, каде сите негативни нешта доведуваат до еден комплетен хаос во општеството. Како ќе влијае ова врз локалната самоуправа? Ќе можат ли граѓаните да си ги завршуваат своите секојдневни работи? Видите, Исплата на плати. Четвртата власт е еден од може најважните сегменти во политичкиот систем во државата, бидејќи тоа е непосредна улога на граѓаните во решавање на граѓанските проблеми, личните проблеми на граѓаните. Владата, централната власт имаат многу поголемо значење во однос на важните државни сегменти. Меѓутоа, граѓаните се заинтересирани за проблемите на граѓаните од лична природа. И узурпација, односно ерозија на четвртата власт, апсолутно ќе доведе до пореметување на и решавање на граѓанските проблеми. И тоа дефинитивно ќе владее така. Ќе има таков проблем. Бидејќи ако терминот за изборите не може да се дефинира, бидејќи се предвидува дека минимум 7 месеци, максимум 90 дена, па сега се импровизира со можност за скратување на рокови и не знам што. Исто така измена на закон, кој треба да донесе собранието на Република Македонија. Исто така, одлагање на избори како една од можните варијанти за решавање, исто така е поврзано со конституција на завршување на конституционалната седница, односно избор на председател и комисија нормално, и предлог на закон и изгласување на закон. Така да, втората варијанта која зборува пролонгирање на изборниот термин, не е решавање на проблемот на локалната самоуправа, бидејќи тога е неминовно да се интервенира во закон за локалната самоуправа, бидејќи мандатите нас се дефинирани со датум на верификација на мандатот. И тоа трае 4 години. Од тога сега се многу тумачења во игра, дали тука престанува, не престанува. Дефинитивно, од денот кога е депониран подписот, 4 години престанува мандатот на изборот на градоначалникот и советите на општините. Вие треба да ако не се лажам, треба да имате областен службеник по истекот на мандатот кој ќе ги подпишува сите акти. Сега како функционира тоа? Сега тука има една друга енигма. Значи се поставува прашањето што понатаму, дали ќе овластиме еден службеник или ќе овластиме службеници. Сега имаме закон од 2016 година, 2015-2016 година, закон за општа управна постапка, кој дава некои други правци во однос на диригирање на државност, односно овластувања за поедини сегменти во однос на определени сектори во службите на локалната самоуправа, дали тоа е сектор за комунални, урбанистички комунални дејности, дали е тоа сектор за финансии, сектор за образование, правниот сектор и така натаму. Значи, по законот за општа управна постапка, ние треба да имаме овластувања на раководители на сектори за определени. А доколку не дадете, дали ќе има правна блокада на општината? Апсолутно. Значи, ние сме должни да дадеме овластувања за определени надлежности. Така да, ние во самата локална самоуправа во Куманово, еден дел од надлежностите ги имаме и дадено со овластувања на секретарот на општината за определени дејности во однос на кадровската политика. Овластувања на началникот, односно ръководител на сектора за урбанистички и комунални дејности во однос на издавање на дозволи и на тој начин овластување дадено на финансискиот сектор, така да тие сектори ќе функционираат. Меѓутоа, тоа функционирање ќе е само техничко функционирање. Да, тоа ми беше следното прашање. Значи, Какави им се овластувањата на тие службеници? Па тие се овластувања да започнати процедура да бидат завршени. Значи, со суспензија, односно престанување на мандатот, не суспензија, престанување на мандатот на советниците, ние немаме одлуки на совет, немаме донесување на детални урбанистички планови
лупада за една парцела и така натаму и така натаму. Значи тој процес ќе биде застанет. Ќе биде са постоечките процеси кои се во тек. Финансиите ќе исплаќаат тековни извршени работи од објавени постапки за развојната програма, имплементирање на развојната програма, по доспејани фактури за наплата. Програмата за вработување е усвоена, буџетот е усвоен, може би, ако нема забрана од изборниот циклус и формирање на влада, процесот за, бидејќи тоа е во колизија со антикорупцијската комисија, за вработување може би ќе тече. Не може да објавуваме постапка тендерска, бидејќи тоа е надежност, ние ги подпишуваме тие акти. Не може да назначуваме раководители, директори, менаџери на јавни установи. Замислите, Куманово има 28-29 јавни предпријатија и јавни установи. Тоа се 22 училишта, градинки, старачки дом, библиотека и 5 јавни предпријатија. И сега во тој циклус имаме на секои 4 месеца или реизбор, завршување на мандат, бидејќи тоа е еден циклус на нови. Значи тука нема овластување за надлежности, тоа мора градоначалникот да го подпише. Ќе се парализира работата на општината. Целиот циклус во работата на образованието, бидејќи сигурно во тие 5, 6, 7 месеци, не знам кој ќе трае, ќе има избор или престанување на мандат најмалку на 4-5 директори, не ги знам точно, таксативно ги најдам, или ќе имаме избор, најчесто се тие фиксирани со реизборот на градоначалник на сите јавни предпријатија. Така да ќе дојдеме во една колизија да сите тие јавни установи, јавни предпријатија не може да функционират. Не може да се пребитира развојната програма, бидејќи тендерските постапки не може да бидат во тек и во процес. Така да граѓаните ќе треба енормни штети ќе треба граѓаните. Тоа ми е следно прашање. Буџетот на општината претпоставувам дека е донесен на општина Команово, посебно сега кај вас. Меѓутоа, завршната сметка доколку не е, дали може да дојде до финансиска блокада на една општина? Не, вака. Буџетот се носи пред Нова година. Знаете, прво се носат развојни завршната програми. сметка. Не, развојни програми, потоа се носи буџет и потоа се носат финански извештаи за квартали на сите јавни предпријатија, јавни установи. Завршната сметка се носи на 15 март е закажена. Така да она ќе биде завршена советот, до тогаш ќе постои, бидејќи мојот мандат е негде прва половина на април. Бидејќи имав 2 круга 2013, вториот круг беше 7 април, така да негде 10 април ќе ми е рокот на верификација на мојот мандат од прилike. Сега се поставува прашањето, значи тој дел на завршна сметка ќе биде затворен. Меѓутоа, не може да гласаме извештаи. Програми на јавните предпријатија не може да ги гласаме. Бидејќи тоа се е поврзано. Не може да функционира јавното предпријатие ако нема усвоено програми. Некои програми се усвоени, меѓутоа извештаите не се усвоени. Неусвоени извештаи понасат последици и така натаму. Така да тоа е една комплетна парализа на целиот систем на локалната власт. И кажав дека четвртата власт може би навидом поред е четврта, меѓутоа многу значена за функционирање на локално, односно интерес на граѓаните во местната заедница, во неговата мала и за локалната заедница. Така да не може да биде помалку важна локалната самоуправа, односно локалната самоуправа, четвртата власт или децентрализацијата како основен демократски процес, бидејќи не случајно во амандманите од рамковниот договор децентрализацијата беше основниот столб на децентрализацијата на општеството. Бидејќи на тој начин се дава непосредна улога на граѓаните да ја креира својата заедница, својата средина. И тука ќе имаме комплетна парализа на целиот систем. Сега тука малце ќе смениме тема. Вие сте градоначалник кој веќе го води својот трет мандат. Какво е искуството за соработката со централната власт? Па јас сум 12 години, 3 мандата сум градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз. Имав среќа да граѓаните ми дадат доверба. Некои се задоволни, некои се задоволни, што би кажал Груевски, некои се незадоволни. Меѓутоа, оно што го добивам на изборите, зборува дека поголем процент граѓаните ја ценат. Оданоста моја према овој град, љубовта моја према мојот град.
Така да, мислам дека јас у овој момент сметам дека Куманово е единствена и најголема општина во Република Македонија. Ви знаете дека најголема локална самоуправа, едина локална самоуправа која има 30 советника, тоа е аналогија на бројот на жителите. Така се и со струјата, така. Значи, која е мултиетничка локална самоуправа, многу слична на етничкиот состав на Република Македонија. И многу важна точка за да се мониторира концептот на граѓанското општество во Република Македонија. Бидејќи, ако сакаме да градиме едно општество во кој граѓанските права ќе бидат приоритет, едно општество кој сите ќе имат исти права и еднаков пристап, тоа треба да биде Куманово најдобар пример. Не може тоа да го гледате во Струмица, ни па во Гостивар. Куманово е така нека поставено. И ако ја гледате од тој аспект, требаше Куманово да има најголем на Куманово се даде многу големо значење од централната власт. Во овие 10-12 години, бидејќи тука требаше да биде и опит како треба да се формира граѓанскиот концепт, граѓанско општество и да видиме како ќе функционираме на тие ниво. И во политичкиот сегмент, а и во однос на оние обврски од локалната самоуправа, тоа е инфраструктурата, тоа е социјалата, културата, спортот и така. Меѓутоа, за жал, јас 10 години немам, ама баш ниједна комуникација. Не може да се пофалам дека сем кога има воени, Неодамно имавте таква изјава во едно интервју дека ниту еден државен службеник не кога имавме воени действија, кога имавме елементарни непогоди, никогаш немав посета од некој ресорен министар, премиер, не дај Боже председател на држава да ме посети и така натаму. Значи таква могуćност, а тоа е најголема општина во Куманово. Ниедно евро немаме капитална инвестиција која е дадена на Куманово, сем она што е морало да биде направено од позиција на тоа што е блок дотации, наменски дотации. Имало у овие 10 години посилна сугестија на ДУИ, бидејќи имаме некои делови каде имаме албански училишта, се направи една спортска сала, или да се направи некој реновирање на некој училиште, каде учат претежно интерес на политички партии од албански политички блок, меѓутоа лично да се направи развојна програма во Куманово, заедно со владата, како што се случи и во другите општини во Република Македонија. Погледнете Скопје што се случува. Еве сега, само една компарација ги направам. Во Куманово, кој има негде околу 115.000 жители, бидејќи последниот попис од 2001-2002 година, точно е негде околу 107.000 жители. Околу 100 и нешто, да. 107.000 жители. Значи, ако направиме една прогресија, имаме и механички прилив во соседните, а ние сме административен центар за Липковска општина 30.000, за Старо Нагоричане, па и овие другите од источниот дел. Куманово, значи, нема индустријска зона, економска зона, а пазите, во Ранковци се прави економска зона каде нема 2.000-3.000 активно население. Сега, ако направите на таква споредба, ќе биде јасно што значи поддршката во економскиот сектор. Да не збориме за капитални инвестиции во образованието. Бидејќи тоа е надлежност на централната власт. Ако ние трансферираме надлежност на локално ниво образованието, капиталните инвестиции по закон за фискална децентрализација се во ресорните министерства. Така да, ние ниво социјала, ниво област на градинки, старачки домови, немаме едно евро инвестиција. Во однос на... Значи, се што направиме, 2 спортски сали со средства од општината. Остави поточно 3, едната само ја офарба и ја назначија Павел Шатев. Значи, сите 3 ги направивме ние од буџетот на општината. Отворен пливачки базен. Ова е се во овие 12 години од вашите мандати. 10 спортски игралишта, тениски терени. Сега додуше Агенција за млади спорт ни направи 4 тениски терена, благодарам на иницијативата. Да правиме над 50 километри патна инфраструктура. Сега имаме негде околу 40 километри
канализациона мрежа. И така натаму и сега да не набројуваме. Меѓутоа, проблемот сега овдека не е пиар да го правам за успехот и неуспехот на гласот. Сега да кажем, немавме дотација од централната власт во ниеден сегмент. Напротив, постојано бевме блокирани во секој сегмент. Ево, јавното предпријатие за стопанисување со водостопанство Кумановско-Липковско поле, енормно е качи цената на сирова вода, 10 струко поголемо од било која општина в Куманово. Врз на тоа го блокира ЈП Водовод за милиони по евра. Тоа е уназад 10 години. Тоа е една тортура, навидум правна, а популистичка, политички промовирана, само да се покаже една на граѓаните. Еве, гласајте за таа опција, ние ќе имате проблем како оште. Да не зборувам за ЈП Чистота, која е под постојан удар. Да не зборуваме за реална гасификација. Куманово е единствен град кој има реална гасификација. 1 евро нема дотирано да ја прошириме мрежата. 7 години метар по метар градиме. И имаме дистрибутивна мрежа направено, имаме дистрибуција на газ со собствени средства, а немаме ниједна порашка. Напротив, кога партиципирам за кредит, се изнаводјат 1000 решења за да се одбие. Не знам, оваква треба согласност, не знам, треба согласност од Министерство за финансии, па дали си во ова категорија, и ние за 10 години од владење централна локална власт на таа релација немаме никаква придобивка. Значи, град кој е изолиран, Сакам да ве прашам политички изолиран на релација, и тука се гледа демократизација на нашето општество, и тука се гледа децентрализацијата како процес во нашето општество. Сакам да ве прашам за загадувањето, бидејќи тоа беше и тема периодов. Куманово важи за загаден град. Каква е улогата тука на централната и на локалната власт? Има ли некој решение за тоа? Сега ќе го цитирам мојот почитуван колега под наводници Стефче Екимовски. Него му го задување воздухот од Косово, од генерал Јанковиќ. Јас обратно ви кажал, атмосферата е единствена. Куманово нема никаква индустрија. Нажалост, од најразвиен индустријски град, сега нема ни еден индустријски комплекс кој загадува. Нема загадувачки за секој Куманово. Така да, од што е тогаш? Загадувањето е една системска болест. Значи, видите, ако гледаме системската болест, мора да тражиме каузата и да адаптираме терапија. Значи, ако исклучиме индустријата како загадувач, сем тоа што мерната станица се наоѓа во непосредна близина на оджакот на мазут во болница во Куманово, која 4 години има понуда за газ да се приклучи, не знам зошто, и понатаму користи мазут како најконтагиозен енергенс во околината. И тука може би има причина зошто е зголемено загадување, бидејќи само таа е мерна станица. И тоа не е да го ставиме тоа на страна. Каузата за загадувањето по сите испитувања се огромното дрво, јагленот и издувните гасови. ЗМПД частички. Ние во другите сегменти не сме контаминирани. Се мако озонот, сите други се сумпур, карбон, тие се на многу ниско ниво, ако гледате граѓаните. Сега, дали Зоран Добјановски, како градоначалник, или Советот на општината, се криви што има енормно сечење и диво сечење на шуми. Значи, бидејќи не успеавме да направиме финансиски супорт, за да направиме една дисперзирана гасификација, ние одиме кварт по кварт, улица по улица, и тоа се тоа што сме само од опозиција. Имаме најголем процент на користење на огромно дрво и јаглен. Това е прво прашање. Второ прашање, дали локалната самоуправа во Куманово и Зоран Дамјановски се виновни што задни 10 години се увеза енормен број на поломни возила без стандарди, и Куманово од град кој беше профилиран за 6 до 7.000 возила со своите улици, бидна град кој има 30.000 регистрирани возила. Како би се решило тоа загадување? И сега, тие возила кои имаат само хомологација фиктивна, у секоја ќоша се прави сега, се доведуваат и вакви, онакви и такви стандарди,
Имаме енормно број на возила, има застој у сообраќај. Никош у Куманово не е било ваква густина. Ако ќе надоврзиме дека сме административен центар и за Липкова уште 6-7 илјади возила, кои имаме енормно прилив на сите празници и летни одмори од странство на над 10.000 економска миграција во Европа, кои ќе дојдат, се ствари да убава хаос. Тој спор проток на возила и тој сообраќајен хаос и тоа што профилацијата е таква на улиците, и ние додеме во ситуација да имаме енормно загадување од издувните гасови на тие возила кои неконтролирано се внесуваат, регистрираат и се пуштат во сообраќај во Република Македонија. Тие два сегмента се круцијални во загадување. Каде е улогата на локалната самоуправа? Ние донесоме акционен план, направиме работна група, работиме на акционен план. Имаме донесено мерки, првични мерки за делување. Меѓутоа, тоа оджачари, не знам, подобрување на зелени површини, направиме една студија за едно наше сообраќај во централно градско подрачје да го лесниме тоа. Не дава некои големи резултати. Најголемиот проблем е во сообраќајот, густината и, кажам, огревното дрво, кој е главни прекурзор на М50 частички во атмосферата, амбиенталниот воздух. И сега тука, кога сакаме да дефокусираме јавноста, држте лопова, Куманово не е загаден, Куманово овако, за да после, утре дента, Гази баба има 6 пати повеќе, за да Карпош има 10 пати повеќе, и градочар кој излезе и каже, тоа ми доваѓа мене генерал Јанковиќ. Не, тоа е системски проблем. Атмосферата е единствена. Ако ја штитиме ние, ќе биде добре и за Скопје, ако ја штити Скопје, ќе биде добре за Куманово, и така натаму, и така натаму. Амбиенталниот воздух е општо добро за сите граѓани. Така да, кога некој така дискутира, јас знам дека тоа го прави само во политички и по политички цели, да излезе, особено кога се ствара една ваква жешка атмосфера предизборна и кога сака да се нотират некои негативности и да се покаже пред определени персони. Јас тука би вклучил и некој од гледачите. Дали имаме гледачна линија? Добро, од режија ни велат дека нема. Повторно ќе се вратам на овластените службеници. Дали ќе можат вработените во општините да земаат плати? Дали ќе има исплата на плати? Па кажа дека ќе има ли одобренија за градби? Може да дадеме овластување на еден раководител, може да дадеме неколку овластувања во неколку сектори. Како тоа ќе го спроведеме? Уште немаме донесена одлука, од аспект немаме таква практика. До сега се нема случајно. Види, ни па знаеме од кого да научиме. Кога ќе видиме и кога ќе го поставиме тоа како проблем, ќе размислуваме. Бидејќи ако дадеме овластување за надлежност е само една надлежност, она не може ги пренесе на другите. И тука треба да ги балансираме тие односи, да видиме како ќе се движат. И пред се ќе биде тоа генерален став во сите локални заедници во Република Македонија и така ќе се владееме. Меѓутоа, тоа кажав, сега ја не навијам за мене, за мечко или за ловце, што викат овие кумановци. Дај да направиме закон, за да ја останам уште некој месец до изборите. Не, овдека проблемот е дали сум ја, или ќе биде некој овластен. Ако имаме покапацитет на работа, тогаш нема ништо да се чувствува во таа работа. Затоа кажав, треба промена, интервенција во два закона, изборни и закон за локална самоуправа. Проблемот е што законот за локална самоуправа се носи со апсолутно мнозинство, со мислење пратеник. Во собранието што не е конституирано. И тука е една рашомонијада од проблеми. Тука ќе може да вклучиме гледач. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во емисијата. Поздрав до емисијата. Благодариме. Темата ви е одлична, само што треба уште да се казат тие што кочат се во државата. Локалните избори висат на конец. Па нормално дека ќе висат на конец кога ништо не функционира. Чим не функционира ништо, никој не сноси одговорност за ова што се дешава во државата, за оваа политичка криза
некој треба да одговара дебело, па да ни дојде памет на сите, и на народот, и на функционерите, и на парламентарците. Сега ја на парламентарците не би им дала плата, затоа што ништо не функционира. Исто општините. Сега они ќе се нормално нема да има избори, нема да се знае кој ќе биде градоначалник и автоматски ќе се уклучи уште повеќе. Така да мора некој во држава да сноси одговорност да би се опаметиле. Луѓето, некој си игра со животот на народот, ние не сме единствени и они тоа го злоупотребуваат. Треба да се види кој највише укочува во се, затоа што све е парализирано, ништо не функционира, ни судство, ни полиција. Полиција уствари функционира, седат по улиците сега. Али парламентарците што не донесуваат закон за да се воспостави правилно кој треба да состави влада, би требало некој да одговара. Поздрав и се најубаво. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Добро. Види сме и при крај со емисијата. Господине Дамјановски, бидејќи, иако се уште е неизвестно кога и дали ќе се одржат локални избори во скоро време, дали ќе се кандидирате за нов мандат? Тоа е една голема дилема за мене. Тоа е 12 години стојам на чело на најголемата општина во Куманово. Ја го сакам многу Куманово, тоа ми значи, сум дал дел од мојот работен век, мојата професија, ја оставив на страна, се почне на политиката. Има 60 години, 61-та. Размислувам што понатаму. Уште еднаш ќе ги прашам граѓаните дали сакаат да ги водаме или не. Ако они тоа ми го дадат како доверба, јас ќе се кандидирам. Ако на јавното мислење гледам дека моите позиции, задоволство од граѓаните не е на позитивна разина на оноа што дава гаранција за успех, јас ќе препуштам тоа да оди на некој кој има шанса тоа да го направи. Направив неколку испитувања, работи се тука некаде, меѓутоа ова конфузија политичка, мислам дека ќе има одраз на државно ниво, ќе има одраз на локалните избори, бидејќи локалните избори ако се одржат скоро, нема да биде тема локален проблем, ќе биде поново етнички проблем, ќе биде поново јазиците, ќе биде етношовинизмот и мислам дека тука ќе се изгуби суштината на локалните избори. Затоа мислам дека одлагање на изборите е решение кое ќе даде можност за граѓаните со ладни глави да бират програми, перспектива и иднина за својата локална заедница. Бидејќи во оваа состојба, локалните избори, темата нема да биде локални проблеми, локални програми, мојато мало, мојата улица, мојата заедница, ќе биде дали јазикот е оваков или онаков, дали е некој предавник или патриот, дали сме лопови или не сме лопови, дали треба да одиме во затвор или не треба да одиме во затвор. Тоа е нешто што не е локална тема и мислам дека одложување на избори во есен дава шанса да граѓаните одлучат за програмите, за својата иднина и за своите проблеми. Ес тука ќе ви заблагодарам за гостувањето. Ми беше задоволство. И на мене. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следува Централниот дневник. Од мене пријатно.